Жестоко на улиците, жестоко и во Советот на град Скопје. Напуштање седници, обвинувања, прашања без одговори. Сликата од терен се префрли и на седницата на градското собрание. Од опозицијата инсистираат градот да предложи решение како јавното сообраќајно предпријатие ќе им ги исплати 90 милиони денари на приватните превозници поради доспеани и неисплатени фактури. Фактурите кои што приватните превозници ги имаат кон ЈСП не се спорни. Према нив не е изјавен никаков негативен коментар, не е изјавена никаква забелешка. Јавното предпријатие ги прифатило врз основа на своите извештаи и извештаите на мониторинг центарот на град Скопје и како такви тие се водат како долг на јавното предпријатие кон овие превозници. Сумата наскоро достасува до 2 милиони евра. Сите фактури кон приватните превозници се исплатени, тврди директорот на јавното сообраќајно предпријатие Александар Стојковски. Овој ден сите нивни фактури од моја страна се исплатени, односно имам исплатено преку 150 милиони денари. И тоа 111 милиони денари на Слобода превоз и 44 милиони на Маки Експрес. Долгот кој ЈСП го има спрема приватните превозници е нивно тековно побарување. И доколку они сметале дека им се пробиени било какви рокови за плаќање, можеле слободно да поднесат тужба. Наместо да одговори на советничките прашања на кој начин приватните превозници фактурираат кон ЈСП за извршените услуги и колку картички се наплатени од приватните возачи, а не се издавале за нив фискални сметки, градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска им порача на приватните превозници на суд да ги бараат парите, а градот вели ќе бара нови превозници преку оглас. Се знае институционално како се прави. Ви го кажав тоа врзано со оној случај кој што го имаме со општина Бутал. Таму јавното сообраќајно предпријатие има долг. Си испратило помена, се пуштил тужба, си ја добил тужбата и ќе си ги наплати средствата. Како што прават сите останати правни субјекти во Македонија. Меѓутоа, тука треба да зборуваме за заштита на јавниот интерес. А вие многу повеќе знаете за приватните джебови на некој, од што гледам дека знаете за тоа што му треба на јавното сообраќајно предпријатие. Имаше и советници кои ја напуштија седницата видно нервозни, бидејќи не добиле одговор на прашањата. Апсолутно нема никаква култура на одговарање на прашањето. Прашањата досега беа кристално јасни. На ниедно не се одговори. И немам намера да го губам времето овде да некој ми чита договори, кои ние спремно и сме ги прочитале претходно. Бидејќи не интересира јавниот интерес. Затоа ќе напуштам седницата, која ќе видам дека има култура за одговарање на советнички прашања, тоа ќе присуствувам. Арсовска поддршка за заменските приватни превозници доби од првиот човек на ЈСП. Стојковски вели јавниот повик да биде склучен со индивидуални сопственици, а не со група превозници, со што ќе се ставило крај на сомнежите.